Уставните измени се нешто што е обврска на нашата држава во делот на пристапување кон Европската Унија. И за мене беше очекувано кои партии ќе учествуваат, а кои партии нема да учествуваат во работната група формирана во Министерството за правда. Зошто? Бидејќи ние во државата имаме два концепти. Едниот концепт се политички партии кои поддржуваат Северна Македонија членка на НАТО и на Европската Унија, и имаме втора група на политички партии предводени од Левица и нивниот заложник ВМРО ДПМН, и ово го кажав во септември минатата година, кои што се против членството на земјата во НАТО и во Европската Унија. И тоа во историјата се потврдило. Значи, одлуките за НАТО, опозицијата денешна не гласаше ниту една. Тие не гласаа ниту за договорот Фронтекс, каде што за прв пат јазикот македонски е дел од договор во кој што се наведени сите други јазици на земјите членки на Европската Унија. И тоа не влегува да го гласаат. Меѓутоа, една работа мора да се истакне. Подобрувањето на животниот стандард, воведувањето на демократски институции на повисоко ниво, зачленувањето во Европската Унија не може да бидат заложник на кариерата на еден човек, туку тие се обврска на сите пратеници во собранието да носат одлуки кои што ќе обезбедат европска иднина на сегашната и на идните генерации.